Добродојдовте на оваа пресконференција, која што е свикана по повод денешната седница на Економско-социјалниот совет на СДСМ. Со единствена точка на дневен ред, тоа е предлог буџетот за 2011 година, кој што владата е сега однесен по процедурата во собранието и таа треба да почне да заврши до крајот на оваа година. Значи, денешната седница на советот е со цел да се разгледа тој предлог на буџет и да се донесат ставови и некои препораки во однос на потоа дискусиите кои што ги има парламентарната група на СДСМ и општо ръководството на партијата во овој период понатаму за кој што следи во собраниска процедура на донесување на буџетот. И нормално денес советот имаше седница, веројатно има многу голем број на препораки кои што ќе бидат доставени до соодветно место. Ние сега вака за јавноста заделиме на некои основни појасненки, како например ние тројца, значи ќе зборуваме за она што се основните прашања, основните ставови кои што се изнесени во предлог буџетот и каде се можностите за подобрување, фактички идејата е на понатаму до подобрување. Буџетот, знаете, е основата на економската политика, ја кажува сликата за наредната година и сликата на политиката на владата која што планира за наредната година. Сега ќе дојдеме на неколку видните претпоставки. Прво, во тој буџет како предлог представува целина, врз кои претпоставки се темели, макроекономски претпоставки се темели и од тука понатаму се извлечени и останатите делови по структурата на буџетот, а за тоа ќе спорат моите колеги. Однос на буџетот, значи, ја започнав со ваква реченица во Македонија постои една поговорка, вели волкот ја менува својата кожа, ама не и својот карактер. И тоа по кому се присува за политиката на влада во наредната година, која што е преточена во овој предлог буџет. Ние навидно имаме некој буџет кој што е сега предложен буџет и претпоставките во кои се базира се некако видоизменети од минатите години, значи нема такви херојски предвидувања за 4-5% раст, тоа вака навидно треба да делува на освестување за реалноста. Меѓутоа, во основа буџетот, фактички за предлог буџет за 2013 година е во структура останат ист како и претходните години и покрај тоа, знаете, по себе крие голем збир на стапици кои што ќе значат и се израз на немоќта на Македонија, на немоќта на економијата на Македонија, тука и на тоа што ќе прави владата во идната година. Меѓутоа, не ќе да се признае тоа, туку целото е представено како некоја си приказна дека некој друг е грипа, ние добро работиме во таквите тешки услови. Она што единствено ќе расте и реално и сигурно ќе расте во 2011 година според предлог буџетот е, како и понатаму, како и до сега, задолжувањето. Тоа е единствено нешто што може да се потврди според она како што е предложено буџетот и тоа пред се задолжување во странство и што е најлошо, задолжување кое што е пред се за да се отплатат досегашни задолжувања. И фактички тоа е едно од битните пораки. Македонија во 2011 година за прв пат ќе ги види последиците од политика на задолжување, големо задолжување на краток рок. Тоа веќе во 2013 година се гледа, ние ќе имаме уште поголемо задолжување, од кое што најголемиот дел иде да се вратат претходни долгови. Друго, она што е многу интересно е што по структура гледано кај буџетот, фактички не се прави никаква реална напор за променување на неговата структура, односно за променување на политиката која што во досегашните 6,5-7 години фактички не донела до рецесија. И сега, знаете, многу интересна тезата. И влада сама рече, ние имаме буџет кој што не се разликува за многу. Буџетот кој што им донесе во рецесија, зашто сега е буџет кој што ќе не излезе од рецесија? Очигледно дека не постои фактички желба за промена на политиката и тоа можеме ние да го имаме на многу причини, за тоа би рекол пред се кукавички. Да се согледаат фактите и де факто да се реагира со друга политика. Во однос на макроекономските предпоставки и проекции врз кои што темели буџетот. Имаме што од тука понатаму погрешна слика, бидејќи кај овие проекции постои многу силна основа за нивна неодржливост. Прво,
стапката за пораст на бруто домашниот производ за година изнесува 2%. Таква е предвидување. И тоа навиду, сега значи немаме онакви како минатите години стапки големи, тоа било реална стапка. Што тоа значи? На основа од 2012 година, која што веројатно ќе биде нула, во најдобар случај растот ќе биде нула. 2% до година и да се остварат, што е многу сумнително, тоа значи граѓаните треба да бидат среќни ако ситуација до година не биде полоша од ова година. Тоа не значи ништо во реална смисла на економски раст. Што е многу интересно, кривец за ова, поред документот пред буџет е кризата во Европската унија. Факт е дека Европската унија не е во рецесија, факт е дека Македонија е во рецесија. Тоа се факт, а другото се толкување. Второ, се поставува многу оправдано прашањето зашто, дали се останали овие 2% за до година. Кои би биле причините? Прво, значи според документот, основен генератор на предвидениот раст за наредната година се сметаат бруто инвестиции. Кој што треба да расте со стапка од 6%. Со стапка од 6% и тоа според предлог буџетот и домашните и странските инвестиции. Бидејќи пред се збориме за инвестиции во технолошките развојни зони, тоа се странски инвестиции. Сега повторно, владата во своето образложение вели европската економија е во криза и до година ќе остане во криза, полека ќе се извлекува, ама кај нас ќе инвестира големи пари во странски инвестиции. Каде е логиката? Ако треба да имаме кривец за неповолна ситуација во Македонија, тоа е кризата во Европската унија, кога треба некој да не спасува, тоа е повторно Европската унија. Сега каде е суштината? Дали се тие странски инвестиции кои што предвидени до година во технолошките и развојни зони навистина остварливи, така да тоа е веќе дел од прашањето за предвидена стапка на бруто инвестиции. Од домашни извори остануваат инвестициите. Стопанството и граѓаните нема да можат да инвестираат многу до година, пред се затоа што се истоштени, они се уште чека владата да им врати пари за стопанството и немаат голема акумулација од овие неповолни години од 2012 и предходни 2011 за нови инвестиции до година. Каматните стапки нема ни ефтина политиката, нема ни знаци дека многу ќе се променат, така што домашниот приватен сектор, предпријатијата дека многу ќе инвестираат до година и ќе ја зголема стапката на бруто инвестиции е многу сумна. Остануваат јавни инвестиции на владата. И многу интересно што владата тука тврди дека тие до година, значи капиталните расходи буџетот ќе се зголемат, да, за 10%, ако од буџетот за оваа година се извадат инвестициите на Агенцијата за патишта, Државна агенција за патишта. Сега прашање поврзано со ова се и уште едни прашања, се предвидува раст на извозот и на увозот. Во маса тоа е 11%, а приходите од ДДВ за до година се на истото ниво како оваа година во буџетот. Зашто? За до година се предвидува пораст на индустријското производство за 2,3% и апсолутно не е јасно врвосно на која реална врвосно на кој реален параметар. Домашната побарувачка нема да расте, странската побарувачка нема да расте. Каде ќе пласира се повеќе и повеќе домашните предпријатија од индустријскиот сектор за да расте нивното производство? Проекцијата е тука исто така дубиозна, што е многу интересно. Стапката на пораст на индустријското производство се проценува на 2,3%, на земјоделието 3,5%, односно не 2,1%, нешто пониска, а за земјоделието се предвидуваат големи субвенции. Сега во земјоделие ќе даваме се поголеми субвенции. И тоа ќе расте стапка од 2%, а кај индустријата ништо не се предвидува, а тоа ќе расте за 2,3%. По која логика е таа извлечена бројка? А најмногу од све ќе расте секторот на градилништво за до година, така е предвидувањето. Повторно во основа на што? Приватни инвестиции во градилништво нема да имаат. Нити од граѓаните, нити од предпријатија, бидејќи они се истоштени. И тука своето дојде и до многу интересни констатации во поглед на некои многу големи опасности што го очекуваат секторот на недвижности и финансискиот сектор за до година и Македонија ќе влезе во една битна стапица, ама можеме тоа понатаму да го ако е интересно збориме или на друга конференција. Но тоа значи дека секторот на градилништво единствено може да расте од јавните
инвестиции на владата. Тоа е оној проект Скопје 2014, бидејќи за други инвестиции во патишта и така натаму, како што се најавени според предложбужерот, фактички не се предвидени пари. Тоа ќе зборат повеќе моите колеги, а сега дека негде су при крај. Само уште за неколку работи. Прво, за буџетските приходи за наредната година. Потполно се исто планирани како за оваа година, многу мал раст има кај придоници. Многу интересно. Ова е проекција правена врз основа на ребалансираниот буџет за 2012 година. Прво, големо прашање дали ќе се отвори ребалансираниот буџет од 2012 во делот на приходите, па за да се тој пресека во 2013. А при тоа, зашто останува ист ако ние до година треба да имаме пораст некако на економијата? 2% плюс инфлација од 3,5%. Тоа значи треба приходите врз основа на даночните приходи да растат. Очигледно е дека со тие порасти до година кои ќе ги имаме, пред се на инфлацијата, ќе се остварат приходите од ребалансот од оваа година, а оваа година ќе биде негативна. Но тоа ќе се открие на крајот од годината, сега се уште не го знаеме. Друго, во однос на расходите. Платите остануваат исти и делот на трансферите до единиците на локална самоуправа, но се предвидува пораст на расходите за стоки и услуги, како и на социјалните трансфери и на субвенциите во земјоделие. Најголем е порастот на купување стоки и услуги со буџетот. Тоа е 8%. Кај субвенциите е 4%, а кај социјалните трансфери 5%. Едновремено правдајќи се владата дека ќе ја зголеми ригорозноста во контролата на непродуктивното трошење. Прво тој признание дека до сега имало непродуктивно трошење. By the way. Меѓутоа, зашто е најголем растот на трошоци за стоки и услуги, а ќе се контролираат непродуктивни трошења? Зашто не расте нешто друго повеќе? Очигледно, објаснувањето со бројките воопшто не се во согласност. Дефицитот, остане уште тоа да јас да го коментирам, и тука се постават многу битни прашања. Прво, значи имаме ние наративни перцепцијски искажувања. Буџетот до 3,5% е оптимално ниво на буџетски дефицит. Со кои реални параметри се кажува дека тоа е оптимално ниво. И второ, многу е дека Македонија за прв пат ќе има буџетски дефицит надвор од мастрихтските критериуми. Тоа за прв пат се случува, така што тоа веќе отвара дебата што е оптимално, што не е оптимално. Па потоа да влеземе и во структурата на што со тој буџет ќе се прави. Така што очигледно имаме ситуација да буџетот нема да ги решава проблемите на кризата, само ќе ги одржува, во најдобар случај ќе ги одржи. Буџетот повторно предвидува трошење пари во несуштински проекти наместо стварно во капитални и владата дефинитивно има цел понатаму да заложува економијата и во 2013 година.